Со охридска староградска песна, плашици, греана ракија и вино, на Сараиште се прославуваше Денот на рибарите. Овој ритуал рибарите го почитуваат и со воодушевување го чекаат, бидејќи скокаат од својата најрана возраст. Во амбиентот уживаа многу домашни и странски гости. Амбиентот е прекрасен, луѓето се сите весели, сите се познаваат, се поздравуваат едни со други и тоа навистина за денешни услови е прекрасно, убаво. Имате друга прилика некаде да слушнете охридска староградска песна како тука? Не, овде изворната песна е навистина најубаво да се чуе. И јас исто така прв пат сум на Денот на рибарите на Богојавление имам доаѓано, меѓутоа и планот ни беше да си одиме вчера, меѓутоа ме убедија охриѓани дека е денешниот ден исто така многу интересен и затоа станавме. Амбиентот е прекрасен. Со символично капење во езерските води се одбележува пуштањето на ловот на пастрмката. Ова за охриѓани значи многу една традиција која што мора да продолжи понатака. Порано до 90-та година не беше ова, али сега се радуваме на овој ден и едва чекаме да дојде. Господ да ни е на помош. За старите еснавски семејства ова е вистинско доживување за кое со гордост раскажуваат многу анегдоти. Оригинално ден на рибарите е Петровден, Павловден, зашто Свети Петар бил рибар. Симон се викал, Петар го крстил Исус. Но на овој ден, како денес на Свети Јован, завршувала забраната по старски кажено турски збор татилот, забрана за ловење на пастрмка затоа што во овој период се мрести во езерово. Кога ќе се пуши завршил татилот, првото фаќање на риби се крстеле и се влегувале во вода да се капат. Поради истребување на ендемичните видови риба, за разлика од едни дамнешни времења, пастрмка сега нема ни за лек, а не пак за чорба. Има се колку сака, сега јефтино беше. А денес? Денеска не. Денеска све, како да ви речам, све со крадење. Сега само грунци и плашици. Тешко е за риба. Како немат риба, кај ќе имат езеро и риба имат, не е в планина ојдено. Туку ноше рибата излегвите и рибарите ноше излегве. Инаку најголемата риба уловена во водите на Охридското езеро на 20 јануари 1971 година била тешка 22 килограми. Biljana platno, veleše